Министерот Филипче не отстапува. Итната медицинска помош заедно со домашната посета ќе работат како јавно-приватно партнерство. Оправданост за тоа се чека од физибилити студијата чија изработка е во тек. Договорот со фирмата изведувач е склучен кон крајот на јануари, но на страната на Бирото на јавни набавки е објавен дури денеска. Студијата треба да биде готова за 60 дена. Министерот вели дека јавно-приватно партнерство би требало да се воведе и кај други здравствени установи. Целта била граѓаните да добијат брза и квалитетна услуга. Сакал да најавам и други физибилити студии за друг тип на приватно јавно партнерство на многу други нивоа во нашиот здравствен систем. Искрено веруваме дека од проверките и анализите кои што ги правиме заедно со Фондот за здравствено осигурување постојат и медицински установи и болници на различно ниво медицински установи, кои што средствата кои што секако ги троши Фондот за здравствено осигурување може да се искористат и поефикасно и да се зголеми пристапот и квалитетот на здравствената услуга. Во екот на изборната кампања СДСМ ветуваше дека со продажба на владиниот Мерцедес ќе се зајакне возниот парк на брзата помош. Сега министерот вели за тоа немало потреба. Веќе биле набавени 12 нови амбулантни возила кои треба да стигнат до крајот на овој месец. Мислам дека со оваа бројка на 12 возила кои што ние ги набавуваме како Министерство за здравство со средства кои што беа предвидени токму, затоа со овие дополнителни 8 возила мислам дека сосема доволно ќе се надополни капацитетот на возила кои што недостасуваат. Министерот признава дека итната медицинска помош кубури и со кадар. 40 нови доктори ќе се приклучеле на тимот веднаш по изборите, а планирано е и ново зајакнување со млади доктори кои неодамна ги завршиле студиите по медицина.